Социјалдемократскиот сојуз на Македонија едната недела ќе го избира новиот претседател и новите партиски органи. Лидерот Венко Филипче е исправен пред предизвикот да ја рехабилитира партијата по изборниот дебакл на парламентарните и претседателски избори. Неделава пак во парламентот, власт и опозицијата се конфронтираа во врска со интерпелацијата против за 5 членови на судскиот совет. Веројатно ниту една досегашна власт не успеа да ги трне рацете од македонското правосудство. Ова издание на Тренинг соговорник ќе биде подпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, професор доктор Ана Чупевска. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Господја Чупевска, никој не е задоволен од ефикасноста и непристрасноста на судските органи. Кои беа мотивите на опозицијата да не ја поддржите интерпелацијата за 5 суди, членови на судскиот совет, иако и вие како опозиција силно ја критикувате работата на македонското правосудство, неажурноста на делителите на правдата, ниската доверба кај македонските суди? Да, точно така. Точно така. Вашата забелишка е забелишка на секој нормален граѓанин во земјава кој што чувствува, гледа и осеќа дека нешто длабоко со судството не е во ред и дека него му се потребни реформи. И за мене лично, и на ниво на партија, и како професионалец, ова е многу болна тема. Зошто? Затоа што од независноста на судството, ефикасноста негова, интегритетот, кредибилитетот и се останато во врска со тоа, зависи степенот на демократијата на едно општество. Не е попусто, а тоа што некои од демократиите ги нарекуваме и правосудни демократи, имено заради важноста на независноста на судството. Но и оваа интерпелација ја сметаме за многу опасна работа, затоа што е вон уставно спроведена, вон законски спроведена и со ваков начин се врши, може секој да простати дека тоа е буквално школски пример за мешање на извршната власт со незиното апсолутно мнозинство во собранието спрема судската власт. Системот на поделба на власта, на независна судска власт, нели, законодавна и ова извршна власт е темел на секоја демократија. И кога имате ситуација да овие две други власти, бидејќи сега и нели апсолутното мнозинство е во спрега со извршната власт, излегуваат фактички од своите надлежности уставни, се мешаат директно во судството. Не допринесуваат со тоа за реформи никако, напротив, допринесуваат во она што го велиме мешање, обратното од тоа што тврдат дека го прават. Значи, они од една страна викаат не се мешаме, не сакаме никој да се меша во судството и ние нема да се мешаме, а од друга страна отворено го заплашуваат, отворено пратениците на ДПМН прават јавни линчови со имени и со презимења на суди и сега собранието ги пречекорува своите надлежности под инструкција на извршната власт и директно упаѓа во системот на поделбата на власта со удар во судството. На тој начин не може да се направат реформи. Господја Чупевска, како тоа од гласни критичари на тогашното Сваровски судство, сега се доведовте до ситуација да бидете бранители на ставовите на делот членовите на судскиот совет. Судски совет кој избира и разрешува суди, а за кој најчесто е мета на критики поради неажурноста. Имајте во предвид дека тоа тело не смогна сили да разреши дел од судиите кои криеле или чувале предмети во фијака со цел тие да застарат. Не е точно дека браниме суди, особено не е точно дека браниме поединечни членови. Тоа не го правиме. Ние го браниме уставот во овој случај, затоа што ако се сака да се направи суштинска реформа која што факт е дека е неопходна и ни е насушно потребна, мора темелен пристап да се има. Ништо нема да се направи со разрешување на 5 членови кои што имаат своја историја ваква или онаква, за која што патем и јас лично сум пишувала по првите скандали
и сум ги осудувала кога беше со незаконското менување на председателот на судскиот совет. Значи тука воопшто не станува збор за бранење на поединечните членови или бранење на поединечни суди. Ние тоа не го правиме и немаме намера да го правиме. Ние го браниме уставниот принцип за поделба на власта на законодавна, извршна и судска. Дали во ВМРО се свесни воопшто што значи институтот интерпелација, да ги прашам и за кого е наменет? Дали во ВМРО ДПМН свесно ги заобиколуваат законските можности и облигации за разрешување на овие чинови според законот кој што е лекс специалис и кој што е наменет, нели, го пропишува начинот и постапката за разрешување. Што значи тоа? Дека утре на мнозинството, ако му текне да ги разрешуваат уставните суди, тоа ќе го направат. Значи збориме за принципи, ние ги браниме принципите на правдата без кои што демократијата не е можна. Добро, во делот на уставните суди не може да се врши интерпелација на членови на уставен суд. Па не може, а зашто мислите дека може на членови на зашто не може? Од истите причини не може да се врши интерпелацијата како институт не е наменета за овој тип на јавни функции. Значи, самата природа на интерпелацијата во правната доктрина и политичката доктрина не се однесува на судството кое што мора да остане независно. Ние не викаме да нема реформи, ние викаме да нема реформи на ваков начин, затоа што на ваков начин се врши упад во третата власт од страна на извршната со незината полуга во апсолутното мнозинство во Вие велите домот. во еден настап. Уставниот поредок е на удар, власта прави упад во правосудството. Дали обидот на власта, на мала врата, да се смени составот на судскиот совет е гест на политички деспотизам, иако на сите вие сосема јасно дека мора да се најде решение за да се излезе од овој зачаден круг во кој судството е на најниска можна гранка околу доверба. Точно. Значи, ние апсолутно, и како партија, и како професионалци, и стручната јавност, значи, стоиме на тоа дека мора да се најде решение. Ама не Каде треба го гледа, сега... како најголема опозицијска партија, каде го гледате решението во надминување или која треба да биде, каква реформа треба да следува во македонското правосудство? Сега веднаш ќе ви кажам, за почеток не треба со вакви плукни залепи решенија да се прави. Ова е плукни залепи што се вика меѓу народот. А сите решенија за начинот како да се изведе реформата стојат многу конкретно, експлицитно наведени се во сугестиите на оценската мисија, во прогрес репортите, сите дојде на назад, во реформската една, замислете и во во последниот извештај на ММФ, на Меѓународниот монетарен фонд, што не било случај до сега, се адресираат овие прашања. Штом власта сака вака плукни залепи, завиткано во целофан на реформи, значи тој под паравана на реформи сака да инсталира своји луѓе таму. Тоа не може да биде реформа. Персонално решение не е реформа. Реформата бара суштински, аналитичен, севкупен, инклузивен, темелен и одржлив на крајот на денот концепт. Што еве ќе се сменат 5, ќе се стават нови 5, ќе дојде новото законско решение, по старово законско решение ако ги бираат, што направиле, ништо не направиле. Уште нешто, дали со заплашувањето, јавниот линч, сатанизација од пратеници гледаме врз суди и предмети конкретни. Дали со тоа се постигнува реформа во судството? Не може со тоа, може да ги заплаши само судите. Заплашени суди може да бидат независни суди, подкупливи суди може да бидат независни суди. Не, затоа треба системски, севкупен, темелен процес кој што ќе биде национално и надпартиски структуриран, со вклучена стручна јавност, а ние ги имаме веќе решенијата, тие се секаде во сите овие документи кои што претходно ги наведов. Професор Чупевска, дали кога велите дека власта прави упад во правосудството, го имате во предвид и фактот дека во ваше време со ваш амин беа извршени измените на кривичниот законник со кој беа застареа дел од предметите кои произлегува од аферата прислушкување. Дел од случаите беа преквалификувани. Да.
Јас целосно, значи ние и јас и целото раководство сметаме дека тоа е огромна грешка која што не треба да се повтори. Дури сметаме и бараме начини како и да поправиме таа грешка сега. И затоа сме целосно свесни. И неколку пати јавно сме го кажале тоа. Следите тренинг гостинка во емисијата подпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, професор доктор Ана Чупевска. Владеачката гарнитура завршува со два одговори секогаш кога ја критикувате владата на Мицковски. Едната дека постои постојано спрега помеѓу СДСМ и ДУИ и врз основа на таа ваша поврзаност на ова ниво е донесена државата на клиентелизам, корупција, криминал. Па, видете, мене лично тоа ми е многу смешно. Но факт е дека ние се дистанциравме од ДУИ заради сериозни разлози и оправдани причини поради кои што тоа беше неопходно. Но да се бавите на секој ваш пропуст од типот на бегството на Груби, од типот на ова од завчера со Пуцко Петров, од типот на отварање на меѓуетнички теми и дразнене на граѓаните на најосетливите точки на животот, тоа кажува сосема спротивно, дека спрегата не е помеѓу СДСМ и ДУИ, туку помеѓу ДУИ и ДПМН. Така што овој филм кој што го продаваат и кој што е многу плиток и во суштина има само пропагандна порака, нема никаква врска со реалноста. Ние идните коалиции ќе си ги градиме без разлика на етнички или други консидерации и разлики, туку врз основа на принципи во кои што веруваме и со кои што може да се коалицира, а такава веќе имаме, нели, таква коалиција со различни партии од различни етнички припадности. Во предстојниот период и на локалните избори ќе видиме како ќе коалицираме. Така што системот на атрибуирање дека ние што сме во опозиција, СДСМ и ДУИ заедно работиме нешто походници, апсолутно не е точно. Тоа е систем на проектирање во психологијата се вика, или држите го крадецот, кога оној кој го прави нештото, го проектира тоа нешто на другиот. Класична психолошка конверзија е тоа. И во пропагандни техники. Професор Чупевска, председателот на Социјалдемократскиот сојуз Венко Филипче, почна една обнова на кадровскиот потенцијал на партијата. Идната недела ви следува конгрес, но она што помалку изгледа симптоматично, каде се старите кадри на Социјалдемократскиот сојуз? Например, Игор Ивановски Шема, Гордан Георгиев, Шилегов. Наспроти вас, како вие да се оградивте од тие стари кадри, Мицковски во своето јато ги рехабилитира или ги обнови односите со еден Ставревски, Пешевски и да не ги набројувам. Видите, ние сме, прво морам да ви забележам, неблагодарно е да се споредува една демократска партија како што е Социјалдемократскиот сојуз со една авторитарна и командантска ситуација во ДПМН. Сите се тука, сите се на свој начин тука и ова го нагласувам затоа што во рамките на демократските редови никој не е никогаш присилуван да прави нешто што не е или слично. Луѓето, кога чувствуваат потреба, се тука, кога не ја чувствуваат потребата, не се тука. Конкретно зборам за овие што ги именувавте. На крајот на денот и како демократска партија, тоа подразбира дека можда со некој работи, некој не се согласува, но штом ќе се согласи, ќе биде тука. За поединечните имиња јас не можам да коментирам зошто не се тука. Лично Гордан Георгиев зборувате, така? Георгиев, кога рековте. Игор Иванов, Ивановски Шема. Со него соработуваме многу добро. Тој води фондација, проекти, значи работи човекот во сосема друга област. Соработката е добра. Јас и пријателски односи имам со Гордан, така што не можам да кажам. Сите совети добронамерни се од него што доаѓаат, ги примаме со задоволство.
Господинот Иванов изи исто така е во комуникација со раководството, колку што ми е познато. За Шилегов немам никакви информации, она што се сеќаваме дека пишуваше нешто на Facebook што во тој момент мислам дека не беше адекватен форум за некои несогласувања кои што ги имаше, меѓутоа отворени се вратите за секој што сака да допринесе. Првте за позиционирањето на Социјалдемократскиот сојуз и за тоа дали навистина опозицијата се рехабилитирала после изборниот пораз ќе бидат локалните избори. Дали во овој момент може да го искажете профилот на идниот градоначелник на Скопје? А мислите како потреба на граѓаните? Да, па секако сам се што е спротивно на ова што го имаме како ВМРО-вски кандидат Данила. Како ВМРО-вски кандидат видовме што направи, значи го врати скоро у каменот доба градот, со тотална нечистотија, со апсолутно неорганизиран превоз, значи на секое ниво промашување. Ете тоа се ВМРО-вските кандидати. Може ли да посочите личност кој би можел да го преземе Скопје? Па сега не, али наскоро ќе ги објавиме тие имиња. На неполни 6 месеци пред избори вие се уште немате? Не, имаме, меѓутоа тоа ќе биде објавено наскоро. Денеска нема да го направам тоа сакам да кажам. Дали е тој од партиската база на СДСМ? Мислам дека доволно кажав. Професор Чупевска, во домашната јавност реално дојде до поделба околу враќањето на политиките на американскиот претседател Доналд Трамп. Помалку изгледа индикативно како тоа ВМРО-ДПМН кој до вчера беше американски, западно расположен, сега стана најголем поддржувач на политиките на Трамп, а социјалдемократите стана жестоки критичари на трамповизмот. Не е точно. Ние не сме жестоки критичари на трамповизмот. Ние сме критичари на надворешната политика без компас што ја демонстрира ДПМН. Значи ДПМН тоа што го прави во надворешната политика, мислам дека ни 5 годишно дете нема храброст или да не речам некој друг збор да го направи. После 30 години градење стратешко партнерство и давање такви жртви на оваа земја за да стигнеме да бидеме визибилни на меѓународен план, ова не се гафови, е тотално несериозно однесување на нашата дипломатија, премиерот особено пошто он тука прв го запоседнува просторот, нели он запоседнува простор, видовме колку запоседнува простор. Овие скандали, преседани што ги направија во Обединените нации се крајно непринципиелни, крајно неодговорени, ја разрушуваат целиот наш труд фактички во развојот на меѓународната позиција на Македонија и тука нема ништо против Трамп, ниту против уште помалку па против граѓаните на Америка. Ако вие бевте... Ние сме за, многу пати кажавме и јасно нека биде тоа. Ние сме за темелно и стратешко партнерство со САД, какво што имаме и тоа така требало да продолжи. И сме за исто продолжување на нашиот асоцијативен пат и статус во рамките на ЕУ, затоа што ние ги отпочнавме преговорите. Бидејќи сега постои тензија на линија Трамп-ЕУ и постојат известни безбедносни предизвици тука, во смисла на градењето на стратешката автономија на Европската Унија и одбрамбените капацитети нејзини. Во среде трговска војна помеѓу овие два ентитети, што мајка бараме ние својата глава да ја буткаме таму во среде тој проблем. Наместо да изградиме мудра, конзистентна и self-interest или политика на личен интерес. На интерес за нашата држава. Ние сега, бидејќи е светот во многу деликатна состојба, геополитички, глобално и регионално плюс, мора да бидеме многу внимателни и многу мудри како ќе се позиционираме. Еве, да речеме,
дека ова што го направија со последните потези во меѓународната политика е со добри намери за приближување кон посилниот, па со тоа никакви бенефици за нас помалите да добиеме во рамките на преговарањето со бугарите и во однос на Унијата. Дали нешто такво видовме? Не. Можда и мотивот им бил добронамерен, меѓутоа ефектот дава сосема спротивен резултат. Сметате дека може во ваква констелација на заострени односи помеѓу Европска Унија и Вашингтон на маса да се стави темата за интеграција на Западен Балкан? Не сум сигурна дека тоа може сега да се случи. Од причина што тензијата помеѓу овие два субјекти е толку голема што на крајна памет мислам дека не им е прашањето македонско-идентитетско-бугарскиот спор помеѓу Македонија и Бугарија. И затоа ние на голема грешка беше што го испуштивме моментот со уставните измени. Сега дополнително што дај Боже да има нешто, не велам не, дај Боже да се направат напори дополнителни дипломатски да ова повторно дојде на масата. И ние, како СДСМ, се што е подобро решение ќе го поддржиме. Дефинитивно ќе го поддржиме, меѓутоа такво нешто не гледаме дека има. Професор Чупевска, ви благодарам за разговорот и гостувањето. Благодарам и на вас поканата. Професор Ана Чупевска, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз. По кратката пауза, следниот соговорник за ова издание на емисијата Божидар Спировски, експерт по сајбер безбедност. Отиде возот за нашата приватност, да ви кажам. Сите ние со веќе повеќе од деценија ги внесуваме нашите податоци, нашите информации секаде. Што значи дека сега се знаат за нас? Помалку или повеќе да.